Добра вечер и добре дојдовте во времето денес на телевизија. Локум не служиме, немаме чешкалици. Се надевам дека нашите вести и вечерва ќе го задржат вашето внимание. По распуштањето на парламентот, некои новинари, но и одредени психијатри ширум земјава забележуваат една навистина чудна појава. Секој се чеша таму каде што најмалку го чеша. Имавме можност телефонски да разговараме со алергологот Докик, кој ни рече дека е тотално исклучена можноста некоја алергија да биде причинител за чешењето. Затоа што од алергии секогаш се чеша таму каде што те чеша, а не таму каде што не те чеша. По него разговаравме со некои други доктори од други области на медицината, кои што исклучија можноста причинител за чешењето да бидат домашните црни вошки, од проста причина што кога црна вошка чеша или на глава, јас имам среќа за тоа, или под мишка, доколку се многу образни. По овој заклучок, автоматски доаѓа следниот заклучок, дека не се во прашање ниту срамни вошки, кои што јас имам чуено од други луѓе дека чешаат најмногу. Што е тоа што го тера деновиве нашиот народ да се чеша таму каде што не го чеша? Се прашуваат сите психијатри, граѓани и обични луѓе во држава. Не е исклучена можноста чешањето да доаѓа од главата, ни рече познатиот психодраматичар и доктор за глава господинот Александар Марцекик. Веќето работи во нашиот живот, а особено глупавите работи, доаѓаат од главата. Рибата, драги мои пациенти, секогаш смрди од главата. Извадете главата и рибата нема да смрди повеќе. Истото и кај човекот, чешањето претежно му доаѓа од главата. Отстранете главата и нема да го чеша. На ова изјава еден негов долгогодишен пациент и веројатно уште ќе му остане пациент рече: мојот доктор е во право. Кога веќе нема парламент, што ќе ни се толку глави кога е доволна само една глава? Зошто да се чешаме без потреба таму каде што не чеша? Нашиот коментар на ова е дека овој пациент не треба да го сваќате сериозно, затоа што многу не му сече. А сега, додека јас си ги чешам табаните, да видиме што мислат граѓаните за ова. Рак на кожа и слично. Не сум премногу запознаен со него. Рак на кожа, добро сипаници, што знам, гливици, некакви. Кабички нешто по грбата. Алергија, некои сврлување, такви ствари. Добро, сипаницата, шугата, да, тие се, да. Да, сипаници има шуга, такви онаа што се чешат. Не знам, има многу разни болести, има. Само да не дај Господо тоа прикризни јазик, ајде чао. Ете, драги мои, ете колку им сече, односно не им сече на нашите граѓани. Умирам, колку ме чеше. Леле. Тебе по од што те чеше? Од завојвем да им го опра. И што е, многу се стегнати? Многу се не прани. Не сум ги испрал со години. И што така бе? Шо така? Не може да ги изва. Не може, залепени се за мене, корка се направиле. И се шо треба со шпакла да и вада? Искрши ги бе. Па неа шпакла. Ај, еве ти ова, држи. И оди. Ама надвор оди, надвор. Не тука, надвор извади ги таму, ајде. Еј, сполај ти, Машко, сполај ти. Ако ти треба некакви апои од аптека, јави ми се во секое време. Па ја како советник за здравство, ако не ти се најдам кој. Ако сум вака шугосан. Ајде. Не дај Боже да ми притреба. Извинете за краткиот прекин, драги гледачи. Ова сигурно пак ќе се повтори. Одиме понатаму.
Па нешто како, што знам, интимно и свето на некој начин. Како интимна ствар. Тоа не може да се опише, тоа секој како себе си го доживува. Како прекрасна работа. Нешто најубаво. Да. Па зависи како си расположен, не само. Убава работа, убава работа. Убаво е. Одиме понатаму. Баце! О, што е добро. Леле, тука. Тука. И овде ме чеша. Што е добро, баце. И тебе ли те чеша, сиѓен? Се одрав од чешање, баце. Сакам кога се чешам. И каде точно те чеша? Види се, баце. Да не знам точно каде. Значи на секаде те чеша. Леле, што е убаво. Никаде не ме чеша, баце. Најубаво ми е кога се чешам тогаш кога не ме чеша. Добро. Да, додуши и мене така нигде не ме чеша, па си се чешам јас, нели? Туку нешто ново во земја светов? Денес се чешам, не работам. И онака нема што да се работи кога сите се чешаат. Леле. Што било убаво. Се надевам дека гледачеве нема да ми замерат, а? Ајде, биди без гајле, слободно оди дома и на рад да си се почешаш. Предлогот се прифаќа, баце. Ушите и грбот. Па, главата. Не знам, очите. Градите. Па што знам, све ми е убаво. Коса. Само мене не ме чеша. Мене и не може да ме чеша, зашто јас сум Бог. А за времето, ич да не се секирате. И во наредниве денови ќе ви биде поволно за чешање. Прогнозирам дека чешањето при вака поволни временски услови ќе продолжи подолго време. Затоа, слободно можете да се чешате до крв. Од такво чешање никој не умрел. Барем до сега. А од сега, па не е ни важно. Важно е дека мене не ме чеша. Отидов ја. И ако ви треба чешал, па барајте ме. Ете, драги гледачи, мислам дека до некаде успеавме да го разјасниме мастовното чешање, односно драпање, кое што деновите ја опфати нашата земја. Тоа беше се за денес, а вие го следевте Времето денес на телевизија. До чешање и пријатно.